За збор се јавени представниците на Сојузот на Сдруженија на граѓани мрежа за мултикултурно општество. Повелете, господинот Орландич или господинот Земун, кој повелете. Почитувам председател, почитувани пратеници, најљубезно ви благодарам што ни овозможите као представници на граѓанска иницијатива, значи ние не припаѓаме на ниту една политичка партија, да земеме учество во оваа за нас многу важна дискусија. Ние представуваме останатите од преамбулата на Уставот. Ние сме представници засега на 8 национални заедници, значи египтјаните, хрватите, црногорците, ерменците, пољаците, украинците, русите и словенците. Има и уште некои национални заедници кои чекаат ред да влезат, но мора да исполнат определени критериуми кои се базират на тоа да бидат невладини, непартиски и непрофитабилни. Оваа мрежа функционира веќе 2 години, но од пред неколку месеци е и званично регистрирана и наша основна цел е Македонија да ја афирмираме како мултикултурна држава и преку нашите активности да практицираме мултикултурализмот во Македонија и пошироко. До сега никој не консултирал околу ова прашање. Јас ви благодарам што возможивте да проговориме, да слушнете и нашиот глас, но очигледно е дека дел од пратениците веќе се информирале за нашето постоење, бидејќи ние представуваме, ако земете бројките, од вкупниот број на немакедонци и неалбанци, кои изнесува 214.000, 21.400, значи 10% од вкупниот број на помалите етнички заедници. До сега и во претходниот предлог и во овој предлог не сме воопшто споменати и цениме дека е неопходно да не имате во предвид. Ние немаме политички амбиции, ние немаме политичка партија, но сметаме дека треба да имаме представници со оглед на бројката која поседуваме. Разни држави го решиле овој проблем на различни начини, значи нас воопшто не тангира на кој начин би се решило нашето учество во представничкиот дом. Ќе прифатиме секој од решенијата за која ќе се договорите, но секој исклучување од овој закон и секој исклучување од нашето учество во јавниот живот е вовед во класичен вид на дискриминација. И затоа ве молам да имате во предвид дека постоиме и ви нудиме целосни наши људски и други капацитети кои ги поседуваме, да дискутираме. Не мора да биде равноправно, но да ни дозволите да земеме учество и во изборниот закон, како и другите акти што ќе ги донесувате, бидејќи имаме људски ресурси, имаме искуство и можеме да бидеме позитивни во решавањето на секакви други проблеми. Нашите барања во смисла на овој закон се многу конкретни, значи за заедниците помали од 20% да бидат загарантирани 10% од вкупниот број на пратенички места во Собранието на Република Македонија, што е практично соодветно на бројот на членовите на заедниците. Процентуално од 1 до 2% од пратеничките места да бидат загарантирани за заедниците што не се споменуваат во преамбулата на Уставот, односно другите кои се членуваат повеќе од 1% од вкупниот број на населението во Македонија. Почитување на принцип на недискриминација и еднакви можности за сите граѓани и заедници без разлика дали некоја заедница е спомната или не е спомната во преамбулата на Уставот на Република Македонија, во случај со изборниот законник, но и со други закони и одлуки. Овие се 3 основни наши барања кои ги ставам пред вас и ви молам да ги имате во предвид. Државите од регионот кои искажаа голема желба за влез во Европска Унија беа ставени во цајтнот при донесување на овие закони, кога им се ставаше како услов исполнување на домашните задачи влез во Европска Унија. Значи, ви предлагам
и овој и другите закони да разговараме за нив, односно вие да разговарате за нив во една демократска и пригодна атмосфера, за да не дојдеме во ситуација како што, например, сега Хрватска е во ситуација, им ставија неколку месеци на располагање да донесе низ закони, а пред се промена на Уставот, пред се промена на преамбулата на Уставот. Значи, имаме време, односно имате време за секоја ова работа да разговараме и ви ја нудам нашата скромна помош во људски ресурси да помогнеме секаде кај што оцените дека треба да бидеме консултирани. До сега, освен Европска комисија и ОПСЕ, никој не консултирал и за прв пат им благодарам на неколку пратеници кои изразија желба после нашето писмо да се сретнат со нас и да разговараат за она за што се залагаме. Ви благодарам. Благодарам. Повелете, господин.